Поминавме илјадници километри. Разговаравме со илјадници наши сограѓани. Разочараност, депресија. Луѓето денеска буквално се депримирани од сите оние лажни ветувања, од сите оние неисполнети очекувања од страна на Зоран Заев и СДСМ. И штото го сакав да ја кажам онаа добра вест, каде што денеска ни цела Македонија се зборува по улиците, плоштарите, гледам таа овдека пред мене дошла во Прилеп, дека ние на 21 април и на 5 мај победуваме, браќа и сестри. Победуваме! А победата потоа ни носи предвремени парламентарни избори, народот да си ја врати повторно државата таму каде што е место, да ја земеме државата од овие измамници. Да ја земеме државата назад од овие измамници, од овие криминалци која што ја запустија домашната економија, која што ја понижија државата. Тоа е она која што денеска се слуша низ улиците, низ плоштадите, во булеварите во Република Македонија. Забадијала, попустили се сите оние нарачани анкети, попустили се сите оние статуси на Фейсбук. Вистинската анкета ќе ја слушнете на 21 април. И ти, Пендаровски Стево, и ти, Заев Зоране. Имаме историска шанса на оваа генерација македонци. Дојде аманетот да стане вистина, а тоа е повторно да си ја креваме државата од пепел, онаа пепел која што ќе ни остават овие од СДСМ на чело со Зоран Заев. Се сеќавате, шета, бојадисува, уништува, кршеа по плоштадите, ветуваа правда, ветуваа мир, ветуваа живот, а донесоа пекол. Пекол донесоа во Република Македонија. Прилеп го претворија во најнебезбеден град во Република Македонија. Хараат силеџи, луѓе кои што го тероризираат градот. Тоа е вистината која што овде дојде во Прилеп. Немаат ниту шајка убодено, а и таа шајка што ја ставија, ја украдоа. За такви луѓе станува збор. И нека се закануваат, нека уценуваат, нека злоупотребуваат. Тоа се кукавици и овој народ не ви се плаши, но не само овој народ, насекаде во Македонија. Затоа што крајот ви доаѓа, заминувате во заслужена пензија политичка, а таа нема да ви биде мирна. Затоа што има да одговарате од прв до последен за сиот криминал што го направивте. Неправда е кога ќе ветувате живот, а ќе донесете пекол во Република Македонија. Неправда е кога ќе се колнете во жицата, ќе се колнете во најмилото, во татковината и ќе се колнете во дедовината, дека нема да го промените името. А во прва прилика, првиот момент кога го имавте, вие не само името, идентитетот го продадовте за пусти пари, слава и мок. Неправда е кога ве гледаме како ја веднете кичмата и се срамите да пеете заедно со македонската гарда и со воениот оркестар дека денес над Македонија се раѓа и дека македонците се борат за своите правдини. Неправда е кога ве гледаме како со тој ваш нов пријател правите селфи, а се срамувате да ја слушнете македонската химна. Па морате да го лажете народот, да велите дека авионот доцнел и вие сте морале
da igrate со еден од трите атрибути покрај знамето и грбот, да ја понижите македонската светост, а тоа е македонската химна. Таа е неправдата која што ќе ве казни со правдата на 21 април, а потоа и на 5 мај. Неправда е кога ќе играте на ниски страсти, кога ќе злоупотребувате човечки судбини како опозиционер, кога ќе велите дека имате воајерски снимки за оние дечиња жртви во Смилковско. Неправда е кога како опозиционер за пусти пари и власт ќе лажете македонската јавност дека вие сте ја знаеле вистината, а не била вистината таа која што ја знаеше македонската јавност. А денеска, кога треба да ја соопштите вистината, има две работи. Или ја криете вистината и сте соучесник и ќе ви тежи цел живот тоа што го криете, или второ, имате трговија со злосторите кои што го направија тоа злосторство на Смилковство. И за првото и за второто ќе одговарате и доаѓа тој ден. Неправда е тоа кога патриоти лежат со 200 години казна, а вие ги пуштате на слобода злосторите. Тоа е неправда.